Почитувани гости, почитувани дами и господо, учесници во програмата. Добар ден и добре ни дојдовте на нашиот 45 годишен јубилеј, Ден на македонската култура, кој секоја година се одржува под покровителство на Македонскиот сојуз во Шведска. Неколку години со ред, Друштвото Гоце Делчев е домаќин на оваа наша манифестација. Па така да и оваа година уште еднаш изразија желба да ја поддржат оваа манифестација, за да покажеме на кој начин ја негуваме нашата македонска традиција и култура. Затоа користам прилика да му се заблагодарам на председателот на Друштвото Гоце Делчев, Таня Ангеловски, на сите членови во друштвото кои денес се присутни овде, а и секако на сите кои помагаат денес да ја збогатат нашата програма и да го направат овој ден незаборавен. Од Друштвото Гоце Делчев, господинот Ангеловски спомена, ми представува особена чест и задоволство, како и минатата година, меѓутоа оваа година и со својата сопруга и помалиот син, да присуствува на јубилеот 45 години од одржување на манифестацијата. Не се малку години и мислам дека можете со голема гордост да ги носите и се надевам и во идните години дека ќе ја збогатувате содржината на манифестацијата. За мене, кога дојдов минатата година, деновите на македонска култура представуваат манифестација која придонесува за негување на македонската култура, македонскиот фолклор, пишана реч, творештво. Македонија е песна што не замолкнува крв, што не пресечува и љубов што за секогаш гори во срцето на секој што ја носи во душата. Македонија не е само земја. Таа е типка молитва што ја носиме во срцето. Разлика каде не носиме живота. Во секој македонски стих, тука љубовта понаваа света земја. Каја сонцето никогаш не би сонува да сјае. Македонија е рана што боли, песна што лечи и корен што никогаш не прекине. Под македонското небо, сека е солза станува сила, сека надеж вечност. И како фенер со нив навсегде да свети кај што ќе мине. Река од длабок сон што се буди, со сјај да измее чело, затем да секне и место вода, млеко да потече пело. Елена од сон во вода да скокне, по неа долго да плови, по мрежа, по риба искусен, добар. Сонцето сам да го лови, и уште што ли може да биде. Сонот е предел што броди, во него може се да се случи, повторно се да се роди. Во зоопаркот се слуша врева, турканица, слонот деца се разбил, добро корема спаница. Мајмунот Мики смртно боли, црна кашлица го скина, лекарот го прегледа и рече да излечива ангина. Ниска од кафесот излегла, се хватила со паланот и играат свист. А Еленот легнал се валка во калта, сака да биде личен и чест. Оравот легнал крај лапите и собрал предавање им држи. Зајакот застана крај лабот, гледа и само му рожи. Дивата свиња облека фустан и очила се ставила само. Само кровта се опаш мрда се шета ко париска дама. Какво чудо, побрзите деца, изненадување веќе. Таков настан се случува еднаш во 3 века. Зоопаркот збрија новости од невидени чуда. Гости, почитувани посетители, ете го имам тоа задоволство да се обидам накусо да представам една интересна
неодамна објавена книга Човекова судбина, роман под наслов таков од Лилјана Ѓошевска-Ивановска, која на многумина од вас е секако позната како долгогодишна членка и активистка во Друштвото Гоце Делчев во Гетеборг, но и како членка на поетското друштво Дениция и редовен учесник со своји стихови во програмата на манифестацијата Денови на македонската поезија во Шведска. Ете се споменаа некои јубилеи кои Македонскиот сојуз ги прославува, па да го споменеме попатно и податокот дека годинава Деновите на македонската поезија се одбележа 35 годишен јубилеј на 5 октомври. Лилјана Ѓошевска-Ивановска е родена во 1951 година во село Лавци, Битолско. Уште од раното детство ја интересирала литература и почнала да пишува поезија. Во Шведска, овде во Гетеборг, велејќи ја судбината и на многумина други, судбина да бидеш распнат, ако би можело така да се рече, меѓу две татковини, живее од 1968 година. Темите во литература Alltså, vad händer nu? Да, Тереза Шалевска-Мирчева е моето име и јас сум секретар во Друштвото Гоце Делчев и сакам да кажам дека оваа манифестација, како што веќе знаете, се одржува по 45-ти пат и тоа е наш јубилеј, а додека Друштвото Гоце Делчев оваа година во есен ќе прослави 55 години од своето постоење. Така да зборуваме за едно од најстарите друштва. Пред малку во програмата ги видовте фолклорните настапи на нашите играорци, кои што се секогаш расположени за настап. Исто така и ќе настапуваат на одредени манифестации кои што ги има во Шведска, како што е во Малме една манифестација и еден карневал тука во Гетеборг. Ние сме навистина горди на нашите млади фолклористи, на нашите ученици и сите оние кои што ја сакаат, ја почитуваат македонската традиција и нормално ја продолжуваат и ја вреднуваат. Здраво, како што најавивме, во моментов со мене соговорникот ќе ни даде мало објаснување околу овој настан и што представува, кој го почнал овој настан, ќе ве молам представете се. Благодарам, Гордана Крклинска, председател на Македонскиот сојуз во Шведска. Ова е 9-та година поред да имам чест да го представувам Македонскиот сојуз како председател. Идејата се разбира е голема
и започна, како што следевме во текот на програмата, во 1981 година до 19. април, да македонците од цела Шведска се обединат и да ја прикажат нашата македонска култура, јазик и традиција. Тоа представува еден мост помеѓу Македонија и Шведска, да покажеме со што работиме, за што се бориме, за она нашето македонското. Вака, не, па да стоиме подобро, за да може да се гледаме во камерата. Да. Вака, сега да ја прашам ваше мислење за романот и дали ќе може наслов на тој роман нас да ни кажете. Насловот на романот е Човекова судбина. Самото, тоа е една моја приказна, доживеана, слушната од други за печалбарскиот живот. Целта за овој роман, темата беше да се кажи разликата измеѓу ние што заминавме и тие што останаја во Македонија, во татковината. Јас сум излезена 1968 година, како ученичка од втора година гимназија. Се преселувам во Шведска за кратко време, од тогаш ја гајам нашата култура, нашата традиција, све што е македонско, секогаш, све што е македонско е во мојата душа, во моето срце. Здраво. Здраво. Дали ќе може да ни се представите и што означува ова моментов сега? Јас се викам Елизавета Дамева, работам како библиотекар волонтер во Македонска библиотека Трелеборг и за прв пат после 15 години ова е еден мал обид да донесеме литература на македонски јазик во Шведска, да можат нашите луѓе тука и да си купат, не само да позајмат, да речеме, од нашата библиотека, туку и да купат. Ова година соработуваме само со 3 издавачки куќи. Јас викам само, меѓутоа сметам дека и тоа е добар напредок. Тоа се издавачките куќи Adverbum, Македоника Литера и Едука Мак. Се надевам дека ова ќе прерасне во традиција и дека ината година ќе ги имаме и другите баш и поголеми, да кажем, издавачки куќи.